Добар ден, почитувани гледачи, вие следите програмата на Слободен печат. Често пати можеме да забележиме како просторот во кој живееме не е неорганизиран и сите работи кои секојдневно ги користиме ни се на сите страни. Меѓутоа, знаеме дека едноставноста и дофатливоста на истите и тоа како ќе ни го олесне животот. Денес на темата организација и уредување на домот разговараме со Сања Петровска-Бојковска, која е професионален организатор во Кансо уредување. Сања, добар ден и ти благодарам што прифати поканата да бидеш дел од нашата емисија. Добар ден, Јована, ти благодарам и тебе што ме повика да бидам дел од оваа емисија. Баш се радам, се надам дека ќе имаме убав разговор и за почеток би сакала да те прашам како дојде до идејата да се формира, односно да се креира Кансо уредување. Уредување и организација ми било нешто што секогаш е пасија моја, уште од мали нозе го правам ова, кај дома, кај пријатели, кај фамилија, нели? И кога бев на породилно боледување за второто дете, едноставно реков зошто да не пробам. Добивав доста прашања од страна кога почнав да споделам совети за организација и реков ако не сега, кога? Вчера беше и вториот роден ден на Кансо. Значи кога почнав да ја работам идејата да ја развивам во пракса. И од тогаш, еве, 2 години веќе нешто што постои во Македонија и е единствено во таа насока. Честитки, среќен роден ден на Кансо уредување. Ви сакала да ве прашам дали луѓето во Македонија знаат дека постојат вакви услуги за уредување и организација? Пробивањето на македонскиот пазар е доста тешко за се што е ново, па така беше и со Кансо, нешто што е доста нетипично, бидејќи ние балканците генерално сме луѓе што сакаме сами дома да се средуваме, да се организираме, да си чуваме тоа што е дома, нели? Мислам дека клучно на македонскиот пазар е во денешната ситуација работата со инфлуенсери и покрај социјалните мрежи тој момент каде што имав соработка со одредени инфлуенсери ми помогна многу да се пробиеме луѓето да дознаат дека и вакво нешто постои на пазарот. Супер, одлично. Дали би сакале да не споделите на мене и секако на нашите гледачи што всушност паѓа под организација и уредување? Целиот процес јас кога им го презентирам на клиентите, го презентирам како проект во кој што ја работиме проблематиката што ја имаат. Значи, разработуваме што точно не им одговара, што точно сакаат да подобрат, со какви проблеми се соочуваат и секако каков начин на живот водат. И потоа создавам начин, принцип на работа, по кој што ќе се води проектот, време траење, формирам цена на услугите и доколку им одговара, почнуваме со работа и добиваат просторно организирани, целосно прилагоден на нивните потреби. Колку клиенти сте имале до сега? Бројката варира. Тоа што е убаво е што клиентите генерално не се за само еднаш. Поголемиот дел клиенти со кои што сум работела, кај поголемиот дел започнуваме со еден плакар, да кажеме, а завршуваме со организација на целиот простор, што е нешто што јас сама го препорачувам од сам старт, бидејќи знаат да ме прашаат, сакам се да ми се организира. И викам дајте да почнеме со едно, да видите како оди, како ќе ви одговара и потоа да продолжиме. И така што имам, можеби не се премногу клиенти, али се клиенти соработки на долга стаза. Затоа всушност ми беше следното прашање дали е краткорочна или долгорочна соработката или пак на промена на сезони, да речем, работите. Да. Соработувате. Идеално е дека кога еднаш ја отидам, тоа е целта, да се воспостави ред кој е лесен за одржување, систем кој му одговара на клиентите и со кој што тие ќе можат да имаат најпродуктивно, најфункционално секојдневие со минимум стрес и нервози. Сега има клиенти кои што сакаат сезонски да го менуваат, да ја менуваат организацијата, има клиенти на кои што им одговара тоа за сите сезони, нели? Убаво е што имаат веќе систем кој што е лесно прилагодлив во зависност од промените. Значи имам клиенти кои што сум отишла еднаш и кои што е веќе 2 години. Значи меѓу првите клиенти што ми биле со кои што сум се уште комуникација, кои што кажуваат дека редот се уште им е таков кој што сум го поставила, системот функционира, значи. А има и клиенти кои што имаат потреба и желба на одреден временски период да си
ја менуваат организацијата. Сепак луѓе сме, се менуваат нашите желби, нашите навики, нашиот начин на живот и логично со тоа и просторот околу нас да се прилагоди и промени на база на тоа. Јасно, да. Како изгледа процесот на уредување и организација? Значи, започнуваме, генерално ме контактираат или телефонски или преку Инстаграм страната на Кансо. Идејата е да започнеме со комуникација околу проблематиката што имаат. Ми праќаат слики или видеа со одредено објаснување што како. На база на што јас правам пресметка временски период колку ќе ми биде потребно за цел тој проект да се среди и ценовно колку тоа ќе чини. Доколку таа понуда примарна се прифати, одам на лице место да видам што точно треба да се направи, да направам јас слики, за да можам да составам дома некој план на база на кој што ќе почнеме да работиме. Потоа договараме датум кога да се изведе се тоа и тераме. Би сакала некои статистики ако имате да ми споделите, дали во Македонија конкретно поорганизирани се мажите или жените? Па, до сега маж клиент не сум имала, од кои причини не знам, али кога сум одела кај да организирам, сум имала и такви ситуации. Значи генерално мислам дека поради тоа што мажите и немаат толку многу работи, не се како нас тој степен жените. Полесно е да си го одржуваат, да речем, организиран нивниот простор, но се случува секако и значи, генерално, моите клиенти не се луѓе што... ретко сум работела, да речам, со клиенти кои што имаат неорганизиран простор. Значи, претежно се тоа жени што се исполнети, значи, живеат брз начин на живот, се исполнети на професионално, на приватно ниво. Они едноставно им е потребен на нив систем кој што целосно ќе се прилагоди, ќе биде прилагоден на нивните потреби и ќе функционира така што тие ќе може да бидат продуктивни, функционални во текот на секојдневие и едноставно ќе се прилагоди на тој нивен брз начин на живот. Значи, претежно сум работела со клиенти што имаат веќе организиран простор, но не така организиран да одговара на тоа што нив им е потребно. Јасно. Дали има, да речам, до сега некоја годишна граница на клиентите кои ве контактирале? До каде отприлика се движи годишната граница? Значи, сум работела и со млади и со постари клиенти, но генерално се движи од 25 до 45 години. Значи, да речам, таа возрастна граница на клиенти. Дали почесто ве викаат да организирате куќи или пак станови? Станови, дефинитивно. Сум организирала и куќи, но кога е во куќа, претежно сум организирала, да речам, подруми. Значи, делот каде што буквално само се носат ствари и се трупа. И тогаш се станува неред. Претежно, значи, најчесто, тоест, станови. Почнуваме, да речам, седен, како што кажав, плакар, а завршуваме со цел стан. Дали може да ни кажете некој екстремен случај до сега што сте имале, каде што сте помогнале со уредување и организација? Еднаш, па мислам дека беше лани тоа, на почеток на годината, бев кај, ова не беше, значи, платено, ова беше буквално волонтирање, да се помогне во случај кога навистина имаше потреба. Поради здравствени причини, каде што личноста беше спречена да може да си го организира просторот, успеавме да направиме колку толку малце расчистување и организација. Значи, расчистувањето е првиот чекор секаде, да се isfрли се што не е потребно во домот и да го лесниме начинот на функционирање таа личност во нејзиниот простор. За крај би сакала да ве прашам дали постои некое училиште или некоја обука која може да ја земат луѓето за да бидат професионален организатор, односно како се станува професионален организатор? Па во мојот случај се почна од желба. Али постои секако, јас сум сертифициран професионален организатор. Во Америка има онлайн коледж, баш за вакви, да речам, специфични професии, кои што се уште не се може регулирани во поглед на студии и слично. Се завршува курс од 4 до 6 месеци трае тој курс, во кој што се поминуваат различни фази на организирањето, од самата идеја како да започнеш до како реално да решиш нечи проблем и кои чекори да ги превземеш, пошто на крајот добиваш сертификација дека си професионален организатор. Таа ја, извини само уште ова, јас таа ја имам,
сертификација, но искрено до сега никој не ме прашал. Мислам дека сите се водат според тоа што е сработено. Јас во најголем дел од случаевите што ги работам ги споделувам на социјалните мрежи, секако со претходна дозвола од клиентите. Но има и такви кои што не се споделени. Но јас потоа при разговори со клиентите тоа го презентирам како решение дека е нешто така веќе направено. Сања, ви благодарам што бевте дел од нашата емисија. Баш се радувам што ги споделивте овие корисни совети околу организација и уредување. А вас, драги гледачи, ви посакувам убав ден и останете со програмата на Слободен печат.